сметам дека искрена е намерата да се подобри работата на одредени јавни предпријатија, особено знаејќи дека тие не функционираат добро. Голем дел од овие јавни предпријатија, списокот можете да го добиете, тоа не е ништо тајна, навистина имаат сериозни проблеми во своето функционирање и треба максимално да ангажираме кадар за да се подобри функционирањето. Сепак, Министерството на информатичко општество и администрација е во фаза, во процес сега на изготвување на хоризонтална функционална анализа и изготвување на нов закон за висока раководна служба, со кој што сите овие различности во различни институции ќе се унифицираат и ќе се заведе ред. Таа анализа ќе покаже дали и ова е добар предлог или не и нормално се понатака ќе мора да се стави согласно предлозите на хоризонталната функционална анализа и законот за висока раководна служба, кој што ги правиме заедно со Европската унија и со Сигма. Кои се тие предпријатија што не функционираат добро? Видете се, јас ниту сум министар за финансии да ме прашуват, веројатно има, во финансии ги имаат тие. За финансиите јас не посечив ништо. За другото прашање во однос на кои се тие институции, кои се тие 12 јавни предпријатија? Не, па тие се јавни податоци ги објавуваат своите финансиски извештаи и тоа се компании кои што се заглавени во големи долгови, имаат проблем со функционирањето и така натаму. Една од нив е Македонски железници. Значи, мораме да регрутираме максимално што може луѓе за да се извадат овие компании од таа состојба. Еден од предлозите беше овој од начините. Ќе видиме, ќе покаже времето и оваа анализа што паралелно се одвива, дали тоа е вистински потек, ќе го имаме законот за висока раководна служба и нормално секи се согласи со она што ќе биде новиот концепт. Дали ќе остане само на предпријатија од владата формирани или ќе се вклучат и од град Скопје? Не. Невладините организации вчера излегува со став, читајќи го законот што е предложен, дека тука влегуваат и јавните предпријатија формирани и од општините и од град Скопје и бројката е 129 јавни предпријатија. Ма јас не разбирам. Значи прочитајте го законот. Не е така. Само 12 јавни предпријатија формирани од страна на владата. И сега ќе видите во реалноста, се како ви кажам. Дали со заменичката функција ќе се избришат 5 помошници директори во јавната? Целта е и тоа. Целта е да се постигне и тоа. Значи да имаме еден заменик, а да се намали бројот на помошниците.